Здраво, драги пријатели! Се надевам дека сте добро и подготвени за нови авантури. Се надевам дека ме слушате одлично и ме гледате одлично. Ако е така, ве молам ставете плюс чинја во чатот и постепено ќе започнеме со вас. Денес имаме транслации на 3 извори. Ова се ВКонтакте, YouTube и Root, официјалните социјални мрежи на дирижаблите на новата генерација. Токму така се вика нашиот инвестиционен проект за кој денес ќе разговараме. Затоа ве молам да ги споделите линковите со вашите пријатели и познаници, кажете им дека веќе започнавме и дека можат смело да се приклучат. Понатаму, преку линкови, луѓето ќе ја гледаат снимката, можете да испраќате, ако луѓето не влезат сега, тие ќе ја видат подоцна. Исто така, задолжително ставете лайк на ова видео и споделете го во вашите социјални мрежи. Запомнете дека нашиот проект е народен, тој се финансира од приватни инвеститори и токму од вашата активност зависи колку брзо проектот ќе се развива. Исто така, имаме ретранслација на ресурсите на Solar Group. Исто така може да се гледа, но не ги вклучивме во анонсот. Таму гледаат оние кои се пријавени директно во официјалните социјални мрежи на компанијата. Не заборавајте дека постојат и други социјални мрежи, Telegram, ВКонтакте, воопшто YouTube и се што. Таму излегуваат официјалните вести. Покажуваме како проектот се развива. Не пропуштајте ја оваа вест. Социјалните мрежи кај нас активно растат и ме интересно на луѓето ќе биде интересно и за вас. Ме викаат Павел Филипов, раководител на реклама и односи со јавноста на компанијата Solar Group. Solar Group е финансиска компанија која развива различни иновацијски проекти преку методот на колективни инвестиции. И денес ќе зборуваме за нашиот проект Дирижабли на новата генерација. Конечно работиме на пазарот на краудинвестиции веќе неколку години, веќе 7,5 години го правиме тоа. Во овој период имаме голем број успеси, резултати работи кои можеме да бидеме горди. Конкретно, имаме повеќе од 500.000 луѓе регистрирани на нашата инвестициона платформа. Имаме повеќе од 70.000 инвеститори, повеќе од 20.000 партнери кои го промовираат проектот низ целиот свет. Во најразлични земји луѓето учествуваат од Русија. Денес сме на рускиот вебинар. Исто така, активно учествуваат Африка, Индија, Азија и многу други региони и земји. Нашиот прв проект Савомаш сега се наоѓа во завршна фаза. Тој кај нас беше планиран за 20 етапи, или како што сега велат, рунди на финансирање. Сега имаме 19 од 20 можни. Скоро ќе преминеме на финалната 20-та етапа на финансирање. И токму сега тоа предпријатие, кое го изградивме со пари од приватни инвеститори, е практично пуштено во работа и многу скоро таму ќе започне комерцијална дејност. Токму сега таму работи комисија која всушност треба да дозволи работење на оваа компанија или да испрати некои дополнителни работи, така или иначе, во блиска иднина тоа ќе се случи. Ние како платформа секогаш сме велеле дека ќе продолжиме да бараме различни интересни проекти за да луѓето можат да учествуваат, за да можеме да развиваме различни интересни технологии во Русија. Особено затоа што видовме дека на првиот проект оваа модел функционираше. Повеќе од 90 милиони долари беа привлечени за првиот проект преку вебинари, управување со социјалните мрежи и YouTube. Луѓето реагираат и ме интересно. Ние баравме други проекти кои би можеле да дадат иста финансиска враќање, да бидат толку глобални и интересни, бидејќи во краудинвестициите тоа е исто така многу важно. Луѓето треба да добијат некаква таква емоција, треба да сакаат да се појави тоа. Како што реков за враќањето, да, секако тоа треба да биде комерцијално одржливо. Беше многу што проверено, одделено, проучено. Имаше многу различни добри изобретници, имаше многу чудни проекти, каде што имаше само идеја за создавање на разни неверојатни изобретенија. Многу што помина низ нас, но во некој момент, можеби, ни се појави, на пример, темата за дирижаблите. И колку повеќе се вклучувавме во неа, толку повеќе ги разбравме нејзините перспективи. Видовме дека самата индустрија започнува да се раѓа и актуализира во целиот свет. Тоа се случува по најразлични причини, бидејќи технологиите не стојат на место. И тоа што, на пример, порано обвивката на овој дирижабел ја правеле, извинете ме, од цревата на крави, да, 100 години порано.
Секако, сега тоа не се случува. Современата технологија овозможува ваков вид транспорт, кој порано имаше некои недостатоци, но беше многу ефикасен и пред 100 години можеше да го облети земјата и да пренесе патници од Европа до Америка. Сега, сето тоа преминува на друг ниво. Не само што ние го разбираме тоа сега во најразлични земји и се води активна работа во оваа насока. И во Америка има проекти. Еден од најпопуларните е основачот на Google, Сергеј Брин со својата дирижабли. Сега кинезите ја развиваат оваа индустрија, а и европјаните. И светуваат дека ќе заработуваат за своите инвеститори или на сопствениот капитал планираат да заработуваат неверојатни пари. Како што веќе го прават тоа компаниите кои на пазарот на некој начин постоje. Еве, на пример, компанијата Zeppelin која се наоѓа во Германија и прави редовни летови во градот Friedrichshafen, а јас летав со дирижабл, заработува од 100 до 150 милиони евра годишно, чисто имајќи неколку дирижабли и нудејќи услуги на туристите. Билетот е скап. Според мене минималниот билет започнува од 400 евра за еден лет од 45 минути. Па, секако, тоа е профитабилен бизнис, да речеме така. И тоа го зборуваме само за туризмот, колку повеќе се вклучувавме во целата оваа приказна, толку повеќе разбравме колку е тоа актуелно. И, конечно, првото што даде поттик за сериозно размислување е тимот. Во Русија, за среќа, има доволно силна школа на дирижаблисти. Луѓе кои многу години се занимаваат со дирижабли, кои ги граделе дирижаблите во Русија, кои комерцијално ги експлоатирале и продавале овие дирижабли и разбираат во тоа како од аспект на инженерската мисла, така и од аспект на бизнисот. Ова исто така беше многу важен елемент без кој секако не би го започнале овој инвестиционен проект. Таква команда постои, со многумина веќе сте запознаени, а ние секако ќе продолжиме да ве запознаваме со сите членови на тимот, кои на еден или друг начин сега се приклучуваат на проектот и продолжуваат да доаѓаат нови луѓе секој ден. Па, штом заинтересираше темата за дирижаблите? Да започнеме со тоа што самиот дирижабл, како летателен апарат, веројатно е единствениот летателен апарат во светот кој, за разлика од сите други, не се обидува да ги наруши законите на физиката, туку токму напротив, лета со помош на тие исти закони. Кога оваа балон е надуен со некој гас, во моментов тоа е претежно хелиум кој не гори за разлика од водородот пред 100 години и тој му овозможува на дирижаблот да се искачи во небото без никакви напори, соодветно не трошејќи никаква енергија за тоа. Соодветно, дирижаблот понатаму не трошат апсолутно никаква енергија за да остане во воздухот. Па, кога имаме некој летечки апарат, кој лесно се подига во небото, не трошат енергија, може да биде во небото месеци, може да биде најмалите димензии и соодветно најмалите наменувања, почнуваме да разбираме во кои индустрии ова може да биде применливо. Па, конечно, ако направиме некаква градација, ако земеме мали летачки апарати, тие можат да бидат дури и неколку метри долги, тогаш тоа се веќе познати различни дронови. Таквите апарати лесно може денес да се направат беспилотни, можат да испорачаат различни мали производи, можат да се занимаваат со метеоролошка разведба, да фотографираат терен. Воопшто преносот на било каква опрема која е потребна во тие или други, вклучувајќи и тешко достапни места, е исклучително удобно и, што е најважно, е исклучително ефтино, бидејќи денес ниту еден друг летачки апарат не може, на пример, да застане во планините и да висат таму неколку месеци, не трошејќи воопшто никаква енергија. Па, секако малку лукавам, секако енергијата малку се троши, бидејќи кога тој седи во воздухот, винтовите работат за да го коригираат, трошат некаква енергија. Но тоа е минимално. Тоа му овозможува на апаратот да биде во воздухот месеци. И секако, тоа е исклучително ефтино. Ако земеме поголеми апарати, обично на дирижаблот се мери по подемност. Например, подемност од 2 тони, 10 тони, 15 тони. Тоа значи, тоа е количината на товар, да речеме, што може да ја подигне дадениот летечки апарат.
Тука сезоните на примена, оние што ги спомнав, се исти. Може да се пренесуваат стоки, може да се пренесува опрем, да се прави разведување. Но тука веќе различни опции кои се многу профитабилни. Ние го знаеме од тие компании кои веќе постојат во светот. Тоа се различни товарни опции кои можат да пренесуваат меѓу другото некои градежни материјали или крупногабаритни и негабаритни товари, и тоа по директна траекторија. Тоа се различни мали медицински центри, кои, на пример, веќе се користат во Африка и во тешко достапни области таков апарат пристигнува и доставува одредени медикаменти. Тоа е многу интересно, важно. Секако, тоа се различни воени технологии, тука може да има огромен спектар на примена, вклучувајќи разузнавање и различни други цели и задачи. Ако земеме огромни апарати кои имаат 40 тони, 50, 100, па дури и постојат задачи и цели да се изградат 100 и 200. Има некои луѓе кои планираат да изградат дури 500 тони. Тоа е задача која не може да се опише како фантастика, но е сложена. Пред да се изгради таков апарат, ќе изградиме помали и тестирање на технологиите подоцна. Да, од аспект на физичките закони тоа е возможно, но ќе треба да се проверат многу нијанси, да речеме, во пракса. Како можат да се користат толку големи апарати? Јасно е дека станува збор за превоз на товар. При тоа, превозот на товар со помош на дирижаблите, ако се споредува со аналогите, со хеликоптери, со товарни авиони, а обично тоа е синџир, бидејќи прво е авион, потоа воз, потоа камион, а потоа уште некако. Тој дирижабл во цената на километар или како и да се мери, и во километри, и во килограми товар, колку што е себестојноста, дирижаблот е значително поевтин и исплатлив. Овие пресметки постојат, и тоа дури и кај луѓето од нашиот тим, кој се занимава со овој проект, вклучувајќи ги и оние апарати кои веќе ги направиле. Конечно, ова се веќе опции. Зборувам за патниците, тука веќе може да се сместат повеќе патници, па затоа тоа е или, да речеме, целосен некој Боинг кој превезува патници таму и назад. Но тука се поставува прашањето колку тоа ќе биде економски исплатливо, бидејќи авионот лета побрзо, луѓето сакаат побрзо да ги надминуваат растојанијата, удобноста е на второ место, па затоа веројатно ќе биде нешто како ленер, каде што удобноста е задолжителна, каде на дирижаблот ќе може да се сместат различни ресторани, танцклубови, читални и така натаму. И, всушност, ова не е моја идеја. Така беше, на пример, на дирижаблот Гиндербург, за кој можеби сте слушнале, и тоа беше пред 100 години. Се што го опишувам, таму беше, и луѓето патуваа со таков комфорт. Понатаму, можеме на таков дирижабл да разместиме било какви мобилни поликлиники. Ова може да биде корисно за тешко достапни места. Ова може, на пример, да биде корисно за воени цели. И таквите апарати веќе се применуваат на некои места, за тоа веќе зборував денес. Исто така, јасно е и за крупногабаритните товари. Веќе го реков тоа, во принцип сите апарати можат да го прават тоа, но за поголемите апарати може да биде поважно, бидејќи на некои вебинари исто така раскажувавме зошто Роскосмос, на пример, е заинтересиран токму за дирижаблите, бидејќи кога ракетата е проектирана и произведена, треба да се достави на полигон. Рашањето е како да се направи тоа. Ракетата е многу долга сега, вклучително или на пример ветерни генератори кои стојат, се вртеа и имаат огромни лопати, како да ги донесеме на местото. Сега ги носат по делови, потоа на местото ги собираат. Мора да се прават специјални маршрути, бидејќи носиш толку огромна работа, која природно не се вклопува во никакви товарни оддели во автомобилот. Ова е долго, скапо и мора да се размисли како да се направи. Дирижаблот во однос на ваквите негабаритни товари би можел едноставно да ја подигне оваа условна ракета и да ја достави на точката. Како минимум, ова е удобно, а како максимум, економски многу исплатливо и целесообразно. Ако зборуваме за разни неверојатни опции, па неверојатни, затоа што денес не гледаме такви, но генерално, ако има соодветна нарачка,
Тоа исто така може да се направи. Да, ние многу такви работи фантазиравме, да, тоа е и казино на дирижабле, тоа е и некој клуб на дирижабле. Се што сакаш. Разбирливо, поликлиника, развлекувачки центар. Имаше и добра идеја, закс на дирижабле за да се запишат на небото. Такви идеи исто така постојат. Сето тоа е технички реализирано. Конечно, ние пред нема да одиме во фантазии, ниту во некои убави проекти кои би сакале. Ке одиме таму каде што има пари, каде што може да се заработи. И сега имаме точно разбирање како тоа може да се направи. Сега постепено ќе се приближам кон тоа. Воопшто, со други зборови, денес насоката на државното градење, таа во целиот свет многу активно се развива. Не само во Русија, да напоменам, ако зборуваме за Русија, денес во Русија имаме наредба од владата за развој на дирижабелната индустрија и исто така. И сега голем број компании кои на еден или друг начин можат да развиваат дирижабли се активираа. И сега мислам дека во Русија ќе видиме не еден сличен проект кој ќе се занимава со дирижабли. Па и тоа е добро. Пазарот е доволно голем, интересен и мислам дека тука има место за сите. Во исто време, планираме да станеме лидери во оваа област. Јас сум уверен дека ќе успееме благодарение на тимот што го имаме, а и благодарение секако на финансирањето што сум уверен ќе успееме да го привлечеме со поддршка од вас, гледачите, приватните инвеститори на кои сум уверен ќе им биде интересно. Па преминувајќи на тоа што конкретно ќе правиме, да видиме малку подетално. Во рамките на нашиот проект планираме да привлечеме сума од $100 милиони. Оваа сума се планира да се привлече во рок од 3-5 години и приближно со овие темпови на финансирање сметаме дека ќе се справиме. Зошто? Затоа што се потпираме на нашиот претходен проект, на тие темпови на финансирање кои во последните години беа таму. Зашто воопшто се потребни овие пари? Да видиме кои активи ќе бидат создадени во рамките на компанијата. Првото секако е конструкторското биро. Да почнам сега веројатно да цртам. Се надевам дека ќе можете да видите. Пријатели, а сега преминувам на клипчар. Ви подсетувам дека вашата активност многу зависи. Ставете лајкови, правете репости и поканете што е можно повеќе гледачи на оваа транслација, бидејќи колку повеќе гледачи има, толку побрзо проектот ќе се развива. Мислам дека сите тоа го разбирате. Но некако, лајковите не се секогаш подготвени да се стават од првиот пат. Што да правиме со буџетот што сега го спомнав? Првото. Ќе биде создадено, да речеме, предпријатие. Конструкторско биро, што ќе представува самото по себе. На прво место, конструкторското биро во овој случај се однесува на просториите каде што има тим, каде што има опрема, каде што има соодветна документација, патенти и што е потребно за да овој тим, кој е мозокот на проектот, може да дизајнира, произведува, самостојно да користи ресурси од различни изведувачи и да создава различни летачки апарати, потпирајќи се на своето минато искуство и на новото искуство што ќе се појави во рамките на овој проект, например, и други слични, и така натаму, и други потребни ресурси, и други летачки апарати, и други нови искуства, и други изведувачи, и други тимови. Не се планира да се градат некакви згради, предпријатија или нешто слично. Планирано е, барем во првата фаза, да се прави тоа на изнајмени простори. Заедно со тоа, токму тука се наоѓаме денес. Ние сме во канцеларијата на компанијата. Па ете видите меѓу другото вебинарите тука ќе се одржуваат. Тоа е компанијата КП. Ајде сега прво да зборуваме за земјата. Имаме земја, која ќе треба да ја изнајмиме или ќе ја добиеме во партнерство со некого, или ќе ја купиме, а потоа ќе ја пренесеме во она што ни е потребно, например, во различни ситуации. Ќе ја користиме за назначената цел, нели?
Тоа значи што ќе имаме на оваа земја. Ние ќе имаме 2 елинга. Еве 2 елинга. Зашто ни се потребни елинзи? Елингот е место каде што ќе се одржуваат, собираат, поправат, понекогаш и чуваат, например, ако има некој силен ветер или нешто друго, самите летачки апарати. На првата фаза од овие елинги се планира да се изградат 2. Понатаму, имаме планирано производство. Што е производството? Секако, таков сложен проект, вклучувајќи го и сложениот производ, летачкиот апарат. Конечно, такви производи ретко кој ги прави во рамките само на една компанија. Многу модули, некои важни елементи можат и треба да се нарачуваат од странски компании, вклучувајќи различни институти и специјализирани компании кои се занимаваат со некоја специфична област. Но редовно критични важни јазли задолжително ќе се извршуваат на сопствени капацитети за да се спречи критично различни технологии да излезат од компанијата. Затоа што на еден или друг начин, тоа е интелектуална сопственост и како одредени решенија ги реализиравме во живот, треба да знаеме само ние, за да другите барем не можат да не копираат. Чест прашање, тоа е школата. Поточно не е прашањето за школата, туку всушност кој всушност ќе лета. Кој ќе лета, кој ќе работи како стюардеси и стюарди, вклучително и кој ќе се грижи за состанато. Конечно, за да се занимаваме со летачките апарати, и покрај тоа што во нашата земја има специјалисти кои летаат на дирижабли и кои тоа можат и знаат, за навистина масовна употреба ќе мора да обучуваме своји специјалисти и тоа ќе го правиме во рамките на школата која исто така се планира да се организира. Ако зборуваме за самите летачки апарати, на првото, во тековната фаза се планира да се проектира и започне сериско производство на 2 апарата. Овие апарати се дизајнирани со најсовремена технологија и се очекува да бидат многу ефикасни. Еден со носивост до 2 тони, другиот 10 тони. И всушност, токму овие елинги за овие 2 летачки апарати се градат кај нас. Примерно денес веќе разговаравме за кои цели можат да се користат овие летачки. Тоа значи дека може да се каже дека овие се мали летачки апарати, иако ова е веќе средно. А ова е точно веќе средно. Тоа значи дека тоа е приближно конкурент на хеликоптерот Ми-8, најраспространетиот хеликоптер во светот, од кои се произведени 16 или 18.000 единици во текот на целото време. Но задачите, кои што овој хеликоптер ги извршува, во поглед на, барем, превозот на одредени товари, дирижабл од слична класа може да ги извршува многу поефикасно. Користејќи ги овие 2 елинга, можеме да произведуваме некаде 20-30 такви летачки апарати годишно. Се планира да се произведуваат 20-25 такви летачки апарати годишно. Исходејќи од количеството на летачки апарати што можеме да произведеме и себестојноста што ја планираме, веќе можеме да разбереме. Например, од прилика каква ќе биде добивката, например. Пред да преминеме на тоа, важно е и тоа што е СП. Значи, што е СП најпрво? СП се странски проекти. Што се подразбира под тоа? Кога ќе ја имаме подготвена соодветната инфраструктура, компанијата ќе може да заработува не само на своите летачки апарати, туку и да извршува различни специјални нарачки за различни клиенти според нивните потреби. Тоа значи, например, денес зборувавме за Роскосмос. Има барања од различни компании, Роскеологија, според мене, и други руски компании. Точното име не го паметам, но на веб страницата стоа постои. Има соодветни документи. Каде тие го изразуваат оваа желба,
кои точно им се потребни летачки апарати. Не можеме за секого да направиме, односно ќе направиме некој универзален варијант, но се разбира ќе има компании кои ќе кажат, а мене ми треба токму таков, конкретно таму, 10 тони, а мене ми треба 12 и уште да извршува таква задача. Например, таму да биде отпорен на мраз, ми е потребен таков конкретен варијант, па, соодветно на тоа, за него ќе се изврши посебна нарачка, на што исто така може да се добие дополнителна добивка во рамките на оваа компанија. Ако тоа така се обоби, тогаш ќе биде под единствен бренд, например, под брендот на единствена компанија која се вика Нова. Денес таа има форма на сопственост у Нова, но во блиска иднина ќе биде целосно реорганизирана во Ново АД. За тоа подоцна ќе разговараме малку подетално и прецизно со вас. Зошто тоа ќе биде направено? Ако зборуваме за профитите, колку ќе чини такава структура, односно сето тоа всушност, ние дојдовме до тоа на што планираме да ги потрошиме овие пари. На крајот, тоа не се сите пари, тука се вклучени трошоци за маркетинг, за реферална програма, за што е потребно за да се промовира, но во рамките на овој буџет, ова ќе биде реализирано. Примерно таква структура, дури и без, не земајќи ги предвид овие странски нарачатели, кои може да бидат многу околу и затоа оваа добивка може да биде многу поголема. Ако сметаме по овој варијант, конкретно по оваа бизнис модел, добиваме дека некаде 350-380 милиони долари таква компанија може да заработи. Соодветно, кога зборуваме за капитализацијата на компанијата, зборуваме дека планираме при реализацијата на сето тоа да постигнеме капитализација од 1 милијарда долари. Ова е наједноставен, да речеме, бизнис пресметка. Ние земаме 3 годишни профити и добиваме оценка. Навистина, секако, оваа оценка треба да биде многу поголема. Зошто? Затоа што, па вие сами знаете дека, обично, на истиот фондски пазар, бизнисот не вреди 3 годишни профити. Знаеме огромен број на варијанти, особено кога компанијата вреди 10, 20, 30 или 40 год профит. 20, 30, 40 годишни профити. Тука се поставува прашањето зошто да се купи бизнис кој се исплаќа за 40 години, но луѓето веруваат во него и сметаат дека ќе заработува повеќе. Сега им се нуди на инвеститорите да добијат удел во оваа компанија, која е на самиот старт. Па да разговараме за тоа. Не, да направиме вака, пред да разговараме за тоа ќе додадам уште. Сега зборуваме за минималната животна способна модел. Конечно, кога зборуваме за создавање на таква компанија, не планираме да се задоволиме со тоа што ќе произведуваме само 2 летала во било каков број и дека ќе заработуваме пари. Значи се во ред, например и така натаму. Како што гледаме по искуството на други компании, ако направевме дури и 2 дирижабла и почнеме да возиме луѓе, туристи, не знам, некаде во Русија, во Сочи, во некој Сириус, веќе би заработувале големо количество пари и тоа го гледаме на примерот на други земји. Но ние гледаме понатаму, тоа можеме да го правиме без проблем. Оно што го реков, но областа на примена може да биде многу поширока. Што се планира да се прави потоа? Кога ќе реализираме озвучената сума, компанијата ќе започне да заработува и ќе има можност да постои без прилив на пари од инвеститорите. И понатаму, таа ќе може, например, да се развива самостојно. Конечно, понатаму може развива и преку инвестиции. Оваа опција се разгледува, бидејќи е сосема нормално кога бизнисот се маштабира со заемни средства. Но тука ќе гледаме веќе по фактот, дали ќе биде потребно или не. Во секој случај,
Дури и ако инвестиции од трети лица бидат привлечени за понатамошен развој, тоа веќе нема да ја размива уделот на тековните инвеститори, бидејќи овие пари веќе ќе бидат привлечени како одделно, а не стука, размивајќи ги овие 100 милиони долари. Што се планира да се направи потоа? Вкупно сега е вложено во рамките на компанијата нова и повеќеме непресметано, барем постои вектор, јасен вектор на движење, постојат технологии за да се создадат 6 такви видови апарати. Таму имаме потоа 40 тони, по моje мислење, 20, 40, 200. Нешто пропуштив и веќе заборавив. Па и најинтересното. Нешто пропуштив и веќе заборавив. Ова е стратосферно. Ова е стратосферски дирижабл кој сега многу земји се обидуваат да го изградат, бидејќи има неверојатен економски ефект, например, со најновите технологии. Стратосферскиот дирижабл може да се користи и за најразлични задачи, како што е лансирањето, например, на спутници во орбитата, што е многу скапо само по себе. Со помош на стратосферскиот дирижабл, оваа задача се решава и тоа станува многу поевтино. Во оваа насока ние исто така се движиме. Ова е многу профитабилна и многу интересна насока и постои разбирање како да се направи тоа. Но, како што реков, второто прашање е дека започнувањето на дирижабл кампања со стратосферски дирижабл е навистина одлично, но тешко реализибилно. Затоа што прво барем тоа треба да се изгради, а потоа веќе да зборуваме за стратосферата. Но таму ќе се движиме. Кога велам дека е можно да се привлечат инвестиции, возможно е да се користи приватно финансирање за да се создаде овој апарат одделно. Но овие апарати веќе, се надевам дека нема да ве збунат, но сепак ќе кажам, тие веќе ќе бидат, да речеме така, во рамките на други компании, други правни лица. Тоа значи се вика холдинг структура. Сите слични компании се во холдинг структура. Не може с ИКБ и производство и сите апарати и инфраструктурата да се соберат во една компанија. Тоа значи, ако погледнете на превозниците, патниците на авиокомпанијата, ќе видите дека сите се организирани според холдинг структура. И тука ќе имаме, например, апарат од 20 тони. И оваа компанија ќе се занимава со апаратот од 20 тони, ќе заработува своји пари и ќе им дава дел од парите на инвеститорите кои, да речеме, ќе вложат во неа. Но преостанатиот профит на крајот ќе го пренесе на матичната компанија. Други зборови, тие инвеститори кои денес инвестираат во матичната компанија и сите идни проекти кои ќе се создаваат со поддршка или на некој начин ќе бидат поврзани со новата тие сите. Новата ќе биде присутна насекаде со основачот, соодветно парите ќе ги пренесува во новата. Ако се обоби и поедностави тоа што сега го реков, природно е дека компанијата не се ограничува на овие два уреда. Натаму, таа ќе се развива со своји пари, како и секој бизнис, таа ќе расте и ќе се развива. Нејзиниот профит ќе расте и се развива. Соодветно на тоа, луѓето, дури и тие луѓе кои сега пресметуваат, тоа значи дека сега ќе вложам $1, ќе заработам таму. Не знам 10, нели? На почетниот етап математиката може да биде точна. Потоа, конечно, оваа компанија ќе вреди сосема други цифри, бидејќи самата компанија ќе се развива и ќе заработува с повеќе и повеќе, и така натаму. Ајде сега да зборуваме малку повеќе и детално за тоа што се нуди директно на инвеститорот. Еве, ви покажав шема на компанијата Енава. Таков не многу рамномерен круг, но сепак. Имаме. Се пренесува на приватни инвеститори. Приватни инвеститори, односно таа како да кажеме се продава за $100 милиони. Инвеститорите вложуваат 100 милиони во компанијата, проектот 49% им припаѓа на инвеститорите. Значи, тука ќе имаме на пример 50.000 инвеститори. Кај некој еден, кај некој два, кај некој три, во зависност од тоа колку пари сте инвестирале.
Прашањето е, како можеби ќе ја добиете оваа удел од 1? Сега навистина нова е ДОО, но потоа таа ќе стане акционерско друштво. Во моментот кога компанијата нова ќе стане акционерско друштво, луѓето ќе можат да добијат токму акции на компанијата нова, како тоа се прави сега. Сега фактички овие 49 припаѓаат на компанијата Solar Group. Тоа е како финансиска компанија за која денес зборувавме, каде што, да речеме, и јас работам. Компанијата Solar Group сега поседува 49 и оваа компанија продава удели од самата себе, удели на компанијата Solar Group. Тоа значи дека купувате денес удели во компанијата Solar Group, а компанијата Solar Group во своето располагање има актив во вид на 49 од компанијата нова. Тоа значи дека денес веќе веднаш започнувате да поседувате дел од компанијата нова, но преку посредник. Тоа е направено за да се овозможи привлекување на средства преку методот на колективни инвестиции. Оваа правна шема, обвивка, ни овозможува да привлечеме финансирање низ целиот свет. Направено е така, значи дека акциите не можат директно да се продаваат. Тоа значи, прашуваат, зошто прво Solar Group? Можеби сакав да добијам акции. Зошто тоа не може? Затоа што по законот не може. Тоа што го правиме, така може. Но потоа, откако ќе имате удел во Solar Group и нова ќе стане акционерско друштво, Solar Group ќе добие 49 од акционерското друштво. И, например, тоа ќе бидат 500 милиони акции. Тоа значи дека Solar Group ќе добие 500 милиони акции. Но при тоа, нели акциите не припаѓаат на Solar Group, туку на инвеститорите. А инвеститорите, например, имаат 50 милиарди удели. Па, курсот на конверзија можете сами да го пресметате, инвеститорите ги менуваат своите удели за акции по курсот на конверзија и стануваат директни сопственици на компанијата нова со сите, да речеме, последици. Како да се заработи од тоа? Во принцип, постојат два начина. Првиот начин е капитализација. Секако, кога купувате дел од компанијата за почетна компанија и потоа таа компанија започнува да заработува пари. Секако, таа компанија почнува да вреди сосема поинаку и вашиот удел тука расте. Па, разбирате, инвестирате во стартап, а потоа веќе поседувате реален профитабилен бизнис. Втората насока е добивањето на дивиденди. Бидејќи инвеститорите поседуваат половина од компанијата, соодветно, тие можат да се надеваат на половина од тие дивиденди што компанијата ќе ги распределува. Затоа, секој сам си избира тука. Или ги оставате уделите при себе, акциите при себе и на нив секоја година, например, ви се исплаќаат дивиденди или по тоа што ги добивате акциите, компанијата е оценета, можете да ги продадете вашите акции по завршувањето на финансирањето и на тој начин спекулативно да заработите. И тоа е опција која е возможна кај нас. Ве известувам дека овие удели можете дополнително да ги купите денес на нашата интернет платформа Solar Group. Таму можете да прочитате за сите услови за инвестирање. И обратете внимание дека можете да купите една удел 2, 3 или повеќе, но е поисплатливо да купувате на големо, например и така натаму. Например, можете да изберете пакет на големо, например за $500 и во него ќе има, например, точно не се сеќавам на пресметките, но можете да погледнете во личниот кабинет, например, за $500 ќе добиете 100.000 удели. Еве можете да купите таков пакет, при тоа што е најважно овие $500, а инаку погрешив. Да, минималната инвестиција кај нас е $1.000. Да, минималната инвестиција е $1.000, но можете да ја земете на рати. Што значи рати? Тоа значи дека не мора да платите $1.000 одеднаш, туку можете да се договорите со компанијата дека ќе се обврзете да плаќате по $100 месечно.
И по 10 месеци, соодветно, кога ќе внесете сите $1000, сите, како да, удели се ваши. При тоа, ако престанете да плаќате во некој момент, уделите сепак ќе останат ваши. Па, тие што сте ги платиле, веќе сте успеале да ги платите, да. Но сепак, поисплатливо е да се доплати до крај, бидејќи либиската дел од уделите доаѓа со последното плаќање. Но, повторно, тоа што успеавме. Ништо од вас никој нема да одземе. На што јас би сакал да обрнам внимание. Ние сам. Проектот за финансирање е поделен, како што реков, на 3-5 години. Три-пет години. А кај нас се предвидува 20. Етапи на финансирање. Вкупно 20 етапи на финансирање. На кој етап се наоѓаме сега? На нултиот. Како е тоа можно? Работата е во тоа што сега сме на предстартен етап на финансирање. Нашиот проект се уште не е започнат. Ние само и единствено го правиме пред вашите очи, како да го започнуваме чекор по чекор. И затоа етапот е токму предстартен, најпрво. Што значи тоа? Тоа значи дека многу скоро ќе преминеме на првиот етап и ќе започнеме полно финансирање на овој проект. Ќе имаме 20 етапи. Воопшто, на што влијае овој етап? Тој влијае на инвестиционите услови, на пример за инвеститорот. Тоа значи, природно, кога сме на 16 етап и еве, условно кажано, джемп тука, на пример, веќе имаме првиот дирижабл што полета во небото, нели? Затоа што првиот дирижабл е планирано да се подигне во небото за 1 година, од моментот на стартот на проектот. Тоа значи, секако, на 16-тиот етап, ризиците и воопшто состојбата на проектот се сосема различни од оние сега. Затоа, ризиците за инвестирање тука се многу пониски за инвеститорите. Затоа и условите за инвестирање ќе бидат полоши. Тука инвеститорот многу ризикува, уште дирижаблот не полетал, затоа ризиците се подобри. Тоа значи дека вашиот ризик се компензира со таква венчурна премија. Како се вика тоа? Кај нас, таа венчурна премија се вика дисконт. И еве сега имаме така наречениот дисконт 1 на 1000. Што значи дисконт 1 на 1000? Тоа значи дека во просек за секој вложен долар, вие денес добивате во просек 1000 акции. Ова е условието за инвестирање на нултиот етап. На секој долар 1000 акции. Секако зависи од инвестициониот пакет. Некој инвестира во $1000, некој во $100,000. Секако, таму ќе има различна просечна цена, но во просек е така. Што ќе се случи на првиот етап? На првиот етап, на пример, просечниот дисконт ќе изнесува приближно 500 на секој вложен долар, што е значајно. Соодветно, штом ќе започнеме со полно финансирање, инвестиционите услови за инвеститорите, да речеме, се влошуваат точно за 2 пати. Обратите внимание на тоа. Тоа значи 1500. Мислам дека разликата тука е јасна, дека имаме 2 пати многу поатрактивни услови отколку во првата фаза. Зошто е така? Мислам дека е очигледно дека во моментов, да, сме уште во подготовна фаза, уште многу работи не се јасни, многу прашања. При тоа има луѓе кои се подготвени да инвестираат. И овие услови ги компензираат ризиците што луѓето денес ги носат. Денес луѓето инвестираат во најпосветените, најверните луѓе кои веруваат во Solar Group, кои се сигурни дека ќе биде во ред, кои ги знаат нашите резултати во рамките на првиот проект и разбираат дека тука сигурно ќе ги постигнеме нашите цели, но многу ќе инвестираат тука во 10 етапа кога ќе ја уништат првата дирижабл. Добро. А некој ќе инвестира само на 16, бидејќи тука веќе нема никакви ризици. Затоа секој избира тоа што сака. И обратете внимание дека овие услови, тоа веќе го кажувам за оние кои можеби веќе инвестирале. Овие пакети, кои ги земате сега на предстартната фаза со просечен попуст од 1000, во иднина нема да можат да се зголемат. Ништо не може да се направи со нив. Но многу скоро ќе го отвориме и дополнително зголемувањето на пакетите за овие и за предстартовите пакети.
Но тоа ќе може да се направи само до моментот кога ќе настапи првата фаза на финансирање. Штом таа настапи, сите овие пакети повеќе нема да можат да се зголемуваат. Па размислете дали точно сте направиле тој обем на инвестиции што го планиравте. Што да ви кажам, пријатели, тоа е веројатно кратко така. Може да се додаде и за правната шема. Сега имаме компанија која е регистрирана на комори, например и други компании кои се регистрирани. Комори воопшто, компанијата која е регистрирана на островите Комори е офшор компанија. Да, и многу луѓе прашуваат зошто е така направено. Еве за Solar Group, затоа што работиме низ целиот свет. Нам ни е потребна компанија со лиценца, која ќе ни овозможи легално да привлекуваме инвестиции од целиот свет. И тоа е одлична опција за да се исполнат законските барања на сите земји, вклучувајќи ја и Русија, например. Покрај тоа, таквата шема на финансирање ни овозможува легално да се ослободиме од некои инвестициони даноци, што исто така може да биде. При тоа, оние кои зборуваат, а што е со офшор? Па, видите, имаме уникатен офшор, имаме пари од офшор кои одат во Русија. Мислам дека и тоа треба да се разбере. Така или иначе, нашата компанија работи во рамките на финансиското право Обединетото кралство. Таа се смета за најсигурна во светот. Таа ги штити и русите, а дури и сега тоа го прави. Таа ги штити сите наши други инвеститори и од другите земји. И, за да кажам, по бројот на инвеститори, Русија не е на првото место. На првото место денес е Индија. Потоа следи Русија, Виетнам. Тоа значи дека имаме Русија околу 30 или 40% или дури помалку. Точно не се сеќавам веќе. Во принцип, Русија е важен пазар за нас, но не е единствениот, да речеме така. Секако, со секој инвеститор потпишуваме договор. Инвестирање и затоа сите обврски, права, се е фиксирано во договорот. Па, пријатели, јас. Што би сакал да ви кажам? Проектот на вистина е многу интересен. Ние, пред да започнеме да се занимаваме токму со дирижаблите, верувајте, прегледавме огромно количество на најразлични идеи, бизниси и со останато што би можело да не заинтересира. И токму оваа тематика, кога што повеќе се нурнавме во неа, разбравме дека токму тоа е она што ни е потребно. И ние сме сигурни дека во најскоро време ќе има други компании кои ќе го прават тоа, како што веќе го прават низ целиот свет. И оваа индустрија ќе се развива. Прашањето е дали ќе ја развиваме или не. И кога си одговоривме на прашањето дека да ќе ја развиваме, тогаш го стартувавме овој проект. Прашањето е сега, откако во светот започна можно да се каже дирижаблска трка кога се поставува прашањето, а кој ќе победи во неа. И сега имаме навистина одлична, значајна и важна можност да направиме така што Русија ќе биде во светските лидери во оваа област. Нам ни се среќава што имаме апсолутност за тоа. Во Русија има многу силна инженерска школа, во Русија има најголем број инженери во светот. Во Русија има многу големо искуство во воздухопловството, ако зборуваме за дирижабли и генерално во авиацијата. И затоа имаме фундаментални основи, например, за да успееме. Понатаму, ние мора и сме должни да успееме, затоа што пред тоа ни е потребно нам самите на крајот. Мислам дека знаете дека Русија е најголемата и најобемната земја во целиот свет и дека оваа огромна земја има многу тешко достапни региони, особено во студениот зимски период. И веќе сите рекоа неколку пати дека таква земја, како Русија, не може да постои без ефтин достапен транспорт, кој е од суштинско значење за економскиот развој и поврзување на различните региони. Ако зборуваме и за патиштата и за железниците и, се разбира, за авионските летови. Во Советскиот сојуз многу добро беше развиена малата авиација. Сега постојано ни пишуваат дека во нашиот град има мал аеродром, кој е напуштен, никој не го користи, или пак еднаш годишно некој кукурузник слетува на него и тоа е се.
и велат, дајте дирижабли кај нас. Затоа, имајќи таква компанија овде кај нас во Русија, имајќи такви летечки апарати, навистина можеме да помогнеме на земјата, не само да заработиме пари за себе, туку и да решиме еден од таквите глобални проблеми, за кои не само ние, туку и луѓето, вклучително и во владата, се свесни, откако веќе почнаа да зборуваат на владиното ниво за темата на дирижаблите. Така што, пријатели, ние ви предлагаме да го направиме тоа заедно со нас. Сигурни сме дека ќе успееме. И тука, откако ја гледате оваа транслација, и вам ви е интересно. Па, како што обично бива, прашањето е само едно. Ке се приклучите на проектот сега, гледајќи што има и доверувајќи се, да речеме, на информацијата што ја имате денес или ќе почекате уште малку. Но јас сум уверен дека на еден или друг начин или ќе станете инвеститор на проектот или повторно ќе слушнете за нас. Обавезно ќе слушнете во медиумите. Лично ставам на тоа дека штом ќе се случи оваа настанот што ќе го промени светот, штом првиот дирижабл ќе се искачи во небото, тоа ќе биде ефект на експлодирана бомба. Затоа што за тоа ќе пишуваат медиумите, за тоа ќе зборуваат сите и ќе го привлече вниманието на сите луѓе. И мислам дека ќе имате за што да се гордеете ако го поддржите овој проект. Така што, пријатели, приклучете се, поставувајте ги вашите прашања. Прашањата можете да ги пишувате во чата на ВКонтакте. На Рутјуб и на Јутјуб секаде ќе гледам. Па, ве молам, не заборавајте да ставите лайк на оваа транслација и да ја репостирате. А јас не престанувам да се чудам зошто е потребно постојано да се зборува за тоа, да се потсетува, бидејќи сите ние сме заинтересирани проектот активно да се развива. Па, што да кажам, значи да преминеме на прашањето. Гледајте, денес ја водам оваа транслација сам, иако претходно обично ја водевме со Федор Константинов, но Федор сега веќе е тука во канцеларијата, па ако сега најдам технички прашања, можам да го повикам Федор и тој ќе одговори на вашите прашања. Така што можете да пишувате и технички прашања, потоа ќе преминеме на нив. Артм пишува, повторно без вдора. Му посакуваме брзо оздравување. Артм, многу ти благодарам. Да, Вдор веќе оздраве, но денес едноставно не можеше да присуствува на почетокот, па се договоривме дека ќе продолжиме без него. Ако имате прашања за технички работи на дирижаблот, поставете ги. Ќе го поканиме Фјодор ако треба и тој ќе одговори. Кои се гаранциите за враќање на парите? Воопшто разбираш дека можат да те стават на збор сериозни дечки ако направиш грешка. Виктор, па еве, тука има доволно сериозни дечки. Да почнеме од тоа. Ако зборуваме за гаранции за враќање на парите, нема никакви гаранции. Ова ви го кажувам искрено. Како што нема апсолутно никакви гаранции дека утре ќе купите акции на компанијата Apple, а парите ќе ви се вратат. Имате ли некакви гаранции кога купувате акции? Кои се вашите гаранции? Еве, луѓето купуваа американски акции, купуваа да гаранциите беа над главата. А потоа што? А потоа одеднаш сите акции се замрзени. Еве напишете, дали има тука луѓе кои инвестирале во странски акции со огромни гаранции од брокерите, од државата, од кого сакате, например, или можеби, нели? Од депозитарите од сите земји во светот беа гаранции, а потоа зедоа и акциите на Америка ги блокираа. Како е можно, нели? Сепак, блокирани се на десетици милиарди долари. Затоа, пријатели, кога зборувате за гаранции, размислете кој ви дава и што гарантира и зошто тоа го прават. Ние со вас можеме да зборуваме само за некои најверојатно веројатности. Ќе го направиме ли тоа, ако има доволно финансии? Секако, ќе го направиме. Лично, немам никакви сомнежи дека дирижаблот ќе полета, дека имаме доволно компетенции за да ги подигнеме овие летачки апарати.
тука, во принцип, ske биде во ред. Прашањето е, каде можеме да се уплашиме? Всушност, таму каде што можеме да се уплашиме од подводни камења, ако знаевме за нив, сигурно не би се сопнале на нив. Затоа, за вистинските подводни камења не знаеме. Можат ли тие да бидат? Можат. Тоа се ризиците. Затоа и гаранции не може да има. Каква гаранција има дека сега некој ќе оди, нема да се подсклизне на скалите и нема да падне? Да, никакви гаранции. Затоа, од аспект на сите тие опции што можат да се случат, кои ние на еден или друг начин предвидуваме, се е пресметано, јасно е како да работиме со тоа и ќе работиме со тоа. Па што да се прави? Има и план, и планк, и план В што се однесува до тоа што во целина им се ветува или не им се ветува на инвеститорите. Кај нас никаде не се ветуваат никакви профити, ништо не се гарантира како што напишавте. Имаме договор во кој јасно се регламентираат взаемните односи помеѓу инвеститорите на компанијата и кои какви обврски презема. Можам само да кажам, во текот, да речеме така, какви гаранции можам да ви дадам, да речеме така. Можам да ви дадам гаранции дека парите кои ќе се инвестираат во проектот навистина ќе се користат за создавање дирижабли. Тоа можам да ви го гарантирам. Се друго, како што се вели, е на војата на Бога. Затоа, ако ви се потребни гаранции, можам да ви препорачам ова. Тука се приходите. Да, нема да има инвестициони услови кои ќе бидат полоши од сегашните, но сепак тоа ќе ви биде, например, одредена гаранција. На кој етап ќе може да се продаваат акциите на дирижабли? Види, Сергеј, тоа ќе може да се прави веќе по завршувањето на сите етапи, кога ќе биде завршено финансирањето, кога компанијата ќе стане акционерско друштво, за што денес раскажував. Ќе добиете акции и потоа ќе можете да ги продавате тие акции. Предлагам дирижаблите да се именуваат со руската реч воздухолте. Инаку, на минатиот вебинар, или можеби не на минатиот, туку пред една недела, Вдор зборуваше, предложете руско име, предложете, зошто да не? Дали ќе има внатрешна берза во проектот? Гледајте, во рамките на овој проект за внатрешната берза се уште не сме зборувале, но мислам дека тоа е добар механизам. Впол не е можно дека ќе ја лансираме. Ние уште ќе видиме како ќе се покаже во проектот на моторите Дунова. Мислам дека во принцип треба да биде добро. Па, секако, таков добар инструмент со добар бекграунд, зошто да не го имплементираме и тука? Затоа мислам дека ќе направиме. Организацијско-правната форма на проектот дирижабли. Која е организацијско-правната форма на проектот дирижабле сега? Па, гледајте, организацијско-правната форма во принцип е слична на она што го имаме во проектот на моторите Дунова. Да повториме, ќе кажам уште еднаш за тоа. Дајте, ве молам, уште еднаш, ве молам, слайд. Тоа значи, имаме инвеститор, да, така да го нацртаме инвеститорот, кој е клучен за нашиот проект и игра важна улога во финансирањето. Имаме компанијата Solar Group, која е специјализирана за обновливи извори на енергија. Меѓу Solar Group и инвеститорот, односно инвеститорот испраќа пари во Solar Group, инвеститорот ги уништува деловите. Тоа значи дека, например, човекот е од делот и така натаму, например. А сама Solar Group поседува 49% од компанијата Нова, дополнително објаснување за компанијата, вклучувајќи ги и нејзините активности и цели. Компанијата Нова, оваа компанија Нова е наша руска компанија. Во моментов е ДОО. И 49 од неа ја поседува компанијата Solar Group приближно. Solar Group е офшорска компанија која е регистрирана на комори, за тоа веќе зборував денес. Сите документи поврзани со оваа компанија,
Лиценцата и дозволата за дејност се достапни отворено. Естествено, помеѓу инвеститорот и компанијата се склучува договор. Зашто зборува овој договор кој се склучува? Договорот зборува за тоа дека инвеститорот склучува договор со компанијата Solar Group да купувајќи ги низините акции, но Solar Group е обврзана да ги пренесе акциите на создаваната компанија. Соодветно, тоа и треба да го направи. Тоа значи дека тоа е договор за така наречен конвертируем заем. Соодветно, по тоа што новата компанија ќе се трансформира во акционерско друштво, тоа ќе може да се направи. Тоа ќе биде направено по 20-тиот етап. Приближно така. Ова значи дека вие поседувате дел во Solar Group, а Solar Group поседува дел во компанијата нова. Каде одат парите од Solar Group? Погледнете, ви нацртав оваа шема. Тоа што го велите всушност, направивте всушност 3 плаќања. Пошто Solar Group е странска компанија, таа е поврзана со. Поточно, не е задолжително дека ова е странска компанија. Во принцип, секоја компанија може така да работи. Постојат такви работи како платжен агент, нели? Платжен агент, односно, со други зборови, екваринг. Тоа е компанија која прима пари, како во Сбербанк, имате сметка во Сбербанк, нели? Соодветно, а потоа веднаш и од овој сметка веднаш одат парите во рамките на проектот. Затоа, платжниот агент, екварингот, платжната система, како сакате да ги нарекувате, едноставно е некој финансиски посредник преку кој поминуваат паричните средства. А така, во принцип, патот ви го опишав. Виктор се покажа како погрешен. Тој рече дека тие тоа нема да го кажат, тие тоа не знаат. Виктор некако мисли дека ние нешто криеме, иако јас сега само што го опишав. За плачевниот агент реков, но ако сакате, ќе раскажам подетално, само во принцип на ниту еден вебинар не сме го раскажувале тоа. Значи, една акција е 100 делови, така е. Изгледа некаде така, да, ако е 50. Веројатно 10 излегува делови. Само не 100, туку 10. Сергеј. Пишува, конечно, дирижаблот ке полета. Ако порано ги правеле, сега ќе ги направат. Да, воопшто, во врска со дирижаблите, кај тие луѓе кои имаат скептицизам кон проектот дека дирижаблот нема да полета, тоа е навистина многу чудна позиција. Некој начин пред 100 години полетал, а сега нема да полета. Не само пред 100 години се летаеше, во 90-тите и почетокот на 2000-тите, Русија имаше комерцијално успешни компанији во дирижаблената тематика. Но едноставно како факт, да, односно технологиите, да речеме, им овозможуваат да се градат такви летачки апарати. А овие инвестиции се оптоварени со данок. Наталија, ве молам, појаснете што имате на ум. Дали компанијата нова има свој бизнис? Витали, што значи компанијата нова има свој бизнис? Компанијата нова е токму таа компанија која ќе гради дирижабли. Тоа е нејзиниот бизнис, ако за тоа зборувате. Така, погледнав прашање на YouTube. Сега сум на ВКонтакте. Сега преминувам на YouTube. Што имаме таму со државната комисија? Колку што разбирам, станува збор за проектот Сувелмаш во процес, се во процес, додека чекаме вести со исто толку големо нетрпение како и вие. Имате ли минимална програма? Што ако соберете 50 милиони за 5 години? Не ќе спроведете акционирање. Инвеститорите, кои ќе ги преземат ризиците, нема да бидат акционери, бидејќи проектот е венчурен. Гледајте, минималната програма. Можеме ли да направиме акционирање порано? Во целина, технички, тоа е можно. Тоа значи, така разбирам, прашањето во целина е што ќе правиме ако сега инвестирате,
а финансирањето по некоја причина ќе трае подолго, планирано е 7 години, на пример, да? Како тогаш инвеститорите да добијат акции? Ќе разговараме искрено за ова. Да, со таков инвестиционен проект може да се случи се. Ние со вас, вие гледачи, ние сме партнери, ние сме луѓе кои го правиме овој проект со своји раце. Затоа ние, всушност, самиот разбирате, правиме за да биде како што треба. Но некаде нешто може да се случува не така природно, да, како што е што било во овој живот. Ако предпоставиме дека финансирањето се пролонгира, на пример, теоретски можеме да ги пуштиме тие луѓе кои веќе инвестирале да спроведеме акционирање и да им дадеме акции. Тоа е можно да се направи. Тоа значи дека во таков случај ќе имаме, на пример, 25 што ќе им ги предадеме на инвеститорите по 5 години, со дополнително објаснување за тоа како ќе се спроведе процесот и какви ќе бидат очекуваните резултати од оваа инвестиција. 24 ќе останат, на пример, за Solar Група. И Solar Група ќе продолжи да привлекува дополнително финансирање. А овие инвеститори кои сега, на пример, инвестираат на предстарте, веќе ќе ги добијат своите акции и со задоволство ќе продолжат да го поддржуваат проектот. Може ли така да се направи? Може, нема проблеми. Ако се работи за воопшто можни сценарија и опции, се прави така што да се оствари профит што е можно порано. Апсолутно секоја личност, секој човек кој прави бизнис, а особено во ваков проект, е заинтересиран да оствари профит. Еве сега, пред 2 недели имаше НЦ и се разработуваше концепцијата на првиот летало. Сите зборуваат дека тој треба да има комерцијален потенцијал. Ова не е само апарат за да се усовршуваат технологиите, иако и тоа е потребно. Тој треба да има комерцијален потенцијал. Сите разбираат дека парите треба да се заработуваат веднаш. Постои задача, постои желба веднаш да започнеме да заработуваме пари. Затоа, ако успееме, сигурен сум дека ќе успееме да заработиме некои пари. Се разбира, пред проектот да биде завршен 100. Еве, изградивме L-Link. Да, секако. Додека вториот L-Link се гради, можеме да продаваме први апарати. Сигурен сум дека така ќе биде. Дивидендите веќе ќе можат да се распределуваат. Тоа значи, дури иако Solar Група тука поседува 49, новата ќе ги пренесе дивидендите на Solar Група, а Solar Група ќе ги распределува на инвеститорите. Затоа ќе може да се прави. Говоревме за тоа на вебинарите. Дивидендите можат да бидат порано од завршувањето на финансирањето. Дали е разумно тоа? И тогаш луѓето се разделија на два табора. Некои велат, побрзо дивидендите се потребни, а некои велат, дајте, парите пристигнат, подобро е да ги реинвестираме во проектите, како да постапиме во овој случај. Па, ќе решаваме проблеми, тешко е да се наречат дивидендите проблем, но сепак со текот на времето. Опциите се многу можни. Ние сме многу флексибилни, заинтересирани сме да ја задржиме нашата репутација и да направиме за да им се допадне на луѓето, да речеме, да им се допаѓа соработката со нас. Затоа ако луѓето кажат блин добивте прва добивка да платиме дивиденди, ќе платиме. Дали компанијата нова ќе остане или едностранно ќе го смени името? Дмитри не сосема разбра, а каде треба да го смени името. Компанијата нова тоа е компанијата, за да разберете, тоа е компанијата со болмажда во првиот проект. Таа каде на тој ден? Зошто треба да биде преименувана? Во доено имаше неколку етапи. Во случај на недофинансирање на развојот на проектот, инвеститорите ризикуваа, разбирајќи дека ќе има минимум враќање. Па, гледајте, разбрав за тоа што. Етап минимум, етап максимум. Тоа значи дека воопшто, планот минимум е да се изнајми канцеларија и да се собере целосен тим. Купи опрема, минимален план, затоа што веќе сега работата почнува да се развива. Веќе може да се извршуваат надворешни нарачки. Работата сега не оди само на дирижаблите, туку и на различни стратосферски апарати, кои наскоро треба да се лансира првиот апарат, се ќе успее. Затоа да, како и да е, има многу етапи. Дали е можно воопшто да се застане на еден мелинг на едно апаратче? Може, зошто да не?
Ако овој апарат може да заработува некакви пари, зошто да не? Затоа, ако зборуваме за некои такви точки на одмерување, под кои не можеме да пропаднеме, тука секако постојат тие чекори, само што некако за тоа не сме зборувале јавно. Но можеме тоа, на пример, некако да го запишеме за да биде јасно на сите. Ке има ли внатрешна берза? За тоа веќе реков. Мислам дека да. Ке видиме како ќе функционира овој инструмент. Првиот летечки апарат да се нарече Сфериус или Сферус. Додека бевме на претходната транслација, каде што бевме заедно со Борис Александрович Ивченко, ние детално разговаравме за потенцијалното име на новиот апарат и таму се спомна името Нова 2. Зошто Нова 2? Па, така традиционално се нарекува. Компанијата е нова, а 2 затоа што е 2000. Кубов у него обем. Затоа засега привремено такво име. Малечки аеромастер, голем стратомастер. Сосема можно. Прашањето до Павле. Како си? Си сум одлично. Водам вебинар. Не е досадно. Многу е забавно. Како е таму со државната комисија? Напредуваме ли кон целта? Веќе реков дека во принцип се во процес. Сергеј ви одговара. Да го прочитаме неговиот одговор. На 11 комисијата ја заврши работата. На 15 добивме протоколи со забелешки, сега се работи на отстранувањето. Дмитрий Александрович не дава детали. Не сака да го урне веројатно. Како што гледате, Сергеј даде поопширен одговор. Ви реков дека се во процес, но исто така не ве излажа. Нема прашања и така е јасно и правилно и ке ни успее заедно. Ние сме сила. Михаил, големо спасибо за поддршката. Уверен сум дека така и ќе биде. Гледам уште на вконтакт. Според вашата шема не е сосема јасно кога ќе заврши собирањето на средства. Бројот на удели ќе се зголеми двојно, бидејќи уделите ќе треба да се зголемат за новата компанија, следствено вредноста на уделот ќе се намали. Не сосема така, но еве погледнете уште еднаш. Solar Group издава своји удели, односно овие удели, тие како да се директно, па да речеме, тие не имаат врска со оваа половина, да, за тоа што вие зборувате дека ќе се размијат. Затоа што се планираат вкупно 1 милијарда акции. Вкупно ќе има 1 милијард акции. Капитализацијата е 1 милијарда долари. Значи, еве го, нели, 1 милијарда долари и парчиња. Па, во кратки црти, мислам дека разбирате. Соодветно, на овие 49% условно се издвојуваат 490 милиони акции. Овие 490 милиони акции ќе бидат разменети за 50 милијарди удели. Па, приближно така. Но веднаш ќе ви кажам дека овие бројки за сега се привремени. Овие бројки можат да се променат. Особено што се однесува до математиката на уделите, акциите и со останато. Затоа што сега се обидуваме да разбереме дали нашите бизнис показатели овде ќе се совпаѓаат. Затоа велиме дека ова е предстартна фаза. Многу работи се уште немаат догма, да речеме така. Тогаш треба да се собере некој список и гласање. Да вложи без инвестиции. Кој не сака, ќе добие во вид на инвестиции, во вид на дивиденди. Да, веќе размислувавме за гласање, што да направиме со првата потенцијална добивка, да реинвестираме парите или да ги распределиме дивиденди на инвеститорите, да се раздели. Кој сака дивиденди, тој добива дивиденди, а кој сака своите дивиденди да ги реинвестира, всушност го зголемува своето инвестирање преку дивидендите. Просто, дивидендите не ги добивате во готово, ние ги земаме и веднаш ги инвестираме во проектот. Всушност,
Сум сигурен дека профитот ќе дојде порано отколку по завршувањето на проектот. Затоа што, како што денес дискутиравме, може да се заработи и од првиот L-линк, може да се заработи и од придружни проекти со потенцијални клиенти. Прашањето е само за обемот на овие профити. Дали ќе успееме веднаш да заработиме некои големи пари? Тоа е како прашање, не завршувајќи го целиот проект, мислам. Но некои пари да се добијат, тоа е како со лансирањето на дирижаблот. Дирижаблот сигурно ќе полета. Прашањето не е во тоа да се изгради дирижаблот. Имаме задача да лансираме цела индустрија. Таа вклучува многу голем број на елементи. Со лансирањето. Кога првпат се соочивме со овој проект, јас, се разбира, не знаев ништо за дирижаблите. И сега не можам да се наречам некаков експерт. Може би само јас слушам и гледам повеќе од другите, па затоа можам да коментирам некои прашања. Но, природно, не станав дирижаблист од тоа. Но сега мојот круг на разбирање е многу поширок и значително се прошири. На самиот почеток јас навистина размислував о каква задачка, иако дирижабл да го подигнам. Сите дирижаблисти ми рекоа приближно исто дека наједноставната задача во рамките на овој проект е да се подигне дирижаблот. Тоа е наједноставно. Еве таму условно да се продаде дирижаблот, да се подготви сериско производство на дирижабли, да се изгради инфраструктура, да се договори со тие и тие. Тоа е комплицирано. Тешко е да се собереме сите заедно, дури и во еден офис. И ние веќе зборувавме за тоа дека во нашата земја има многу талентирани инженери, а особено талентирани дирижаблисти. И како и да е, и покрај тоа што овие дирижаблисти веќе работеле во истите колективи, и таму си подлегнувале еден на друг, и веќе научиле да работат заедно, и во еден тим, но времето поминува. Секој се занимава со своите работи. Прво, второ, сите тие имаат своји идеи. Каква обвивка да се направи? Каде да се направи? Да се направи самостојно, да се купи во Кина, да се купи во Тајван. А каква форма? Обични сигаро-облик форми, расплескани. Во форма на чинии, како што некој сега предложи, но изгледа дека веќе ги отфрлиле овие опции. Иако, кој знае, јас не сум дирижаблист. И секој има свој решение. И најтешкото во овој проект, барем сега, е да се соберат сите, да се привлечат најдобрите умови и најдобрите колективи за овој проект. И да се направи така што тие ќе соработуваат заедно. И да може да одат во заедничка насока, а не секој во своја например. Затоа, токму овие први 2 месеца тимот Нова се занимаваше со тоа, се сплотуваше, учеше да се слушаат еден со друг и да работат заедно. Така, сега ќе погледнам на ВКонтакте и на YouTube. Таму сите одговорив набрзо. Така набрзо. Драги пријатели, додека ја отворам платформата Rutube, пишувајте коментари, ставајте лајкови, правете репости на социјалните мрежи. Воопшто, правете што можете и знаете за да покажете активност и поддршка за нашите емисии и содржини да ги гледа што е можно повеќе луѓе и пријатели. Интересно, кој на Rutube гледа, исто така напишете некој коментар, ставете лајк за да разберете дали воопшто има некаква активност тука, бидејќи тука не се покажува бројот на гледачи. Еве, навистина воопшто не разбирам, некој гледа, тука не гледаат, но постои некое прашање и навистина. Аеростати. Така, аеростати и стратостати ќе правиме, лансирачи и самодирижабли. Гледајте, компанијата Нова планира да се занимава не само со дирижабли. Тоа е да, основната насока, но воопшто компанијата сега многу интересира насоката на стратосферата како таква и затоа сега паралелно, веќе користејќи ги компетенциите и достигнувањата на тимот што веќе постои, се развиваат сопствени стратосферски апарати. Што е тоа воопшто? Зашто е потребно? Тоа е специјален мал воздушен балон кој може многу долго време да остане во небото.
Овие балони се користат за различни цели, како што се научни истражувања и метеоролошки наблюдувања. Ако добро разбирам, може да биде таму 1 до 2 години. Зошто може да биде таму? Како што разбирате, ако се постави цела група, тоа станува некаква аналогна форма на сателити. Како, например, се користат сателитите. Зошто летаат? Мислам дека прекрасно разбирате. Повторно воено назначување и разузнавачко назначување и комуникација и извештај за времето. Се што сакате. И, например, за Русија ова е исто така исклучително актуелно. Во Русија има неколку компании кои сега се занимаваат со тоа. Затоа што, повторно, разбирате, Русија за такви проекти како да беше создадена, да речеме, бидејќи има многу големи растојанија, големи простори, недостапни региони со нестабилна или воопшто со отсутна комуникација. А тука кај нас можеме да направиме таков аналог, да речеме, на сателитите кои се многу поевтини, а во суштина ги извршуваат сите истите задачи. И сега во оваа насока се прават првите експериментални разработки. Ке видиме што ќе произлезе од тоа. И всушност, можеби на оваа основа компанијата ќе може да добие и првите пари. Буквално во текот на наредните недели треба да биде лансиран првиот апарат од компанијата Нова, токму стратосферски. Да, тоа ќе биде тест лансирање, ќе се обидеме да го осветлиме. Тука не многу сакаме да спомнуваме конкретни датуми, бидејќи всушност сакаат да лансираат дури во претходната сабота, но на крајот решија да не лансираат, туку да се подготват. Покрај тоа, потребна е добра временска прогноза, например, за да се види овој апарат нели. Плюс, овој апарат има идеја дека ќе врши директно пренос од стратосферата преку интернет. Например, и исто така ова може да се користи за различни цели. Да, ваква идеја имаме. Некоја сега ќе помисли, а како ја направивте системот за да оттаму оди емитувањето, нели? Успеавме да направиме, собравме и тоа самостојно овој систем. Воопшто, успеавме да го направиме тоа. Имаме такви специјалисти. И имаме ваква идеја да го лансираме првиот стратосферски апарат и директно оттаму да направиме ефир. Како што разбирате, ова потенцијално е многу кул, како што велат сега хип бука. Досега никој не го направил тоа, затоа што другите компании немаат слични решенија. Ова е сложено техничко решение. И ние ќе се потрудиме да го направиме тоа. Така што чекаме добро време, чекаме можност за лансирање. Се надевам дека пред конференцијата ќе успееме да го направиме тоа. Па, веројатно, завршувајќи ја нашата транслација, изгледа дека одговорив на прашањата. Бидејќи веќе го спомнав конференцијата, сакам да ве поканам на неа. Ви подсетувам дека на 16 ноември во Москва ќе се одржи голема меѓународна конференција на компанијата Solar Group. На оваа конференција ќе раскажеме за тоа како напредуваат работите во технолошките проекти кои ги промовираме денес. На крајот ќе зборуваме и за самата инвестициона платформа Solar Group, како што сега сами работиме, се менуваме, какви прашања решаваме, да речеме, поврзани со лансирањето на вториот инвестиционен проект во рамките на нашата инвест платформа. И јас ви препорачувам да дојдете на оваа конференција, особено ако се интересирате и за проектот Соболмаш и за проектот на дирижаблите, бидејќи таму ќе зборуваме и за едното и за другото. Воопшто, кај нас има многу интересна фаза на Solar Group, може да се каже дека апсолутно немаме време за досада, бидејќи нашиот прв проект Соболмаш постепено се приближува кон завршување. Сега поминуваме државна комисија за да имаме можноста, например, да лансираме. И преминуваме на финансирањето. Проектите за дирижабли нова генерација се уште започнуваат. Започнуваат пред вашите очи. И како што од прилика, во истите рокови, мислам до крајот на годината, кај нас ќе се смени етапата во проектот за дирижабли нова генерација, дополнително објаснување за проектот, вклучувајќи нови технологии и иновации кои ќе донесат значителни подобрувања, но таму веќе ќе преминеме на првата фаза. Тоа значи дека во првиот проект сме на последната фаза, а во вториот проект сме на првата фаза. Таков е символизмот, таков е нашиот преоден период и е одлично што можам да кажам. Одлично е што компанијата Solar Group се развива и за тоа ќе разговараме на 16 ноември на конференцијата во Москва.
Единствено, пријатели, салата ни е ограничена по бројот на луѓе. Ќе ви кажам потајна, веќе имаме повеќе од 400 регистрации. Затоа мислам дека ќе мораме наскоро да ги затвориме регистрациите. Но, ќе ги повикаме сите оние кои се регистрирале и воопшто ќе разбереме кој оди или не и ќе видиме колку места ни останале. Плюс, сега доаѓа странска делегација. Плюс ќе дојдат вработените од Solar Grow. Во целина, сега доаѓа до нас разбирање дека салата за 500 луѓе. Тоа е малку за нас, да, се пополнува буквално за неколку недели. Но тоа е одлично, одлично. Ви благодарам многу за тоа што поддржувате. Solar Group сте вие, да, тие луѓе кои ги поддржуваат овие проекти. Здраво, што успеваме да направиме сето ова, уверен сум дека ќе подигнеме уште неколку проекти заедно. На оваа точка имам се. Не заборавајте да ставите лайк, испратете ја врската на пријатели, колеги, партнери. Нека запишат, потоа да погледнат таму каде што им е удобно. Ќе се видиме во четврток. А во четврток имаме новости за проектот дирижабли нова генерација. И ќе имаме гостин во четврток, еден од конструкторите на дирижабли со кој ќе разговараме за разни интересни технички теми. Доаѓајте за да поставите прашање. Во 5 часот во четврток ќе се видиме. На сите благодарност и на сите збогум.